Дали Македонија има независно судство по аферата со прислушувањето? Зошто се затворија хашките случаи? Ке преземе ли земјава одговорност за загинатите мигранти? Ова се дел од прашањата за кои Обединетите нации побараа одговор од македонските власти. Откако државниот секретар во Министерството за правда Илија Ристовски го презентираше 4-годишниот извештај за состојбата во земјава, на денешното заседавање на Комитетот за тортура во Женева, следуваше жестока критика од членовите, дека добиле само мал дел од одговорите кои биле побарани од земјава. Скандалот со прислушување во вашата земја покрена многу прашања за правичноста на политичкиот и правниот систем. Во некои од разговорите се дискутира за назначување на судија и со тоа се доведува во прашање независноста на судството. Дали ќе преземете некои мерки? Одговори беа побарени и за случајот со глувонемото дете кое со јаже било врзувано за кревет во заводот во Бања Банско, претепаниот затвореник во затворот Идризово на кој му беа отстранети 2 органи, случаите со убиства кои ги извршија лица припадници на полицијата со службено оружје во Кавадарци и Злетово. Дали соодветни казни добија сторителите? Прашуваат од Обединетите нации. Како еден од најголемите проблеми, го посочуваат пренатрупаноста во затворите и третманот на затворениците. Ситуацијата во вашите казнено-поправни институции е вознемирувачка. Во 2014-та во ноември веќе имаше пренатрупаност. За мигрантите знаеме дека државата не ги обезбедува правата според законите за заштита на мигрантите и не ја почитува конвенцијата, но сепак третманот и кон нелегалните мигранти е далеку од регуларен. Во вашиот извештај зборувате за подобреност на затворот Идризово, но всушност ништо не е променето. Според нашите информации направен е за 800 затвореници, но кон крајот на минатата година во него имало 1600 затвореници. Би сакал да добијам одговор зошто ситуацијата е лоша и покрај тоа што зборувате за подобрување. Македонската делегација која доби критика што нема представник на судскиот систем, утре треба да даде одговор на овие прашања, пошто ќе следи и заклучокот на комитетот.